Нова победа на Вардар, трето коло, 7 освоени бодови на стадионот Борис Трајковски во Маđари, со убедлива игра, со убава игра и со 2 гола во второто полувреме. Вардарците стигнаа до 3 бода и остануваат на прволигашкиот колосек. Навистина со сето она што се случува во и околу Вардар, со деновите кои му претходија на овој надпревар, а и со самото она што го видовме на стадионот овде во Борис Трајковски, посебно ќе нагласам во вторите 45 минути, играчите, младите вардарци заслужуваат апсолутна честитка, апсолутна подршка и апсолутна заслужени аплаузи за сето оно што го прикажаа и со кое навестуваат, најавуваат и оставаат македонската јавност, посебно верните навивачи на Вардар на овој прволигашки колосек. Вардар со сите овие своји проблеми околу себе навистина покажува дека е силен, дека и во овој млад состав предводен од Бован Гранчаров и во координација со спортскиот директор Александар Баевски има сила, има потенцијал. Овие двајца, сега би рекол, водечки луѓе на Вардар навистина даваат се од себе, меѓутоа и како поранешни фудбалери, како поранешни вардарци ја докажале својата храброст и истрност. Посакуваме, а и тоа денес што го видовме овде на стадионот Борис Трајковски ни дава надеж дека Вардар навистина и покрај сите проблеми околу себе останува на овој прволигашки колосек, останува во трката за првите 2 места кои водат директно во првата фудбалска лига. Јалче Доргутов, стадион Борис Трајковски во Маđари, Вардар, Плачковица, Детонит 2:0, полувреме 0:0.
завршувањето на надпреварот на стадионот Борис Трајковски. Добра игра, пожртвована игра и убедлива победа на вардавците со двата гола во второто полувреме, но кусовидување на спортскиот директор Александар Баевски. Пред све знаете ние каква положба сме, како се наоѓаме, пред све треба да се честите на овие момци што играат, што се вика 9 месеци без пари и секоја чест они се наши херои. Исто така да се честите на оваа публика што доаѓа да не поддржи. Така да мислам дека заслужено победиме и со ваква игра и со ваква поддршка ќе се бориме до крај за да влеземе во првата лига. Навивачите јавноста очекува и подобри денови за Вардар од аспект на подготовката, на физичката спрема, на подобрување на атмосферата. Останува Вардар на прволигашкиот колосек. Па сите се бориме за тоа сме тука и ќе се бориме до крај, нема да се предадеме. Едноставно ќе дадеме све од себе да им вратиме на овие навијачи што дојдат тука да не бодрат и мислам дека целокупната македонска јавност, ќе кажам пак, е со нас и треба да ни се помогне и треба Македонија малце да се свести. Со Господ напред кон првата лига. Фала. Неколку минути по завршувањето на надпреварот на стадионот Борис Трајковски, еве и со еден од лидерите на навивачката група Комити, љубеник во Вардар, Поларниот Мики. Накусо, прво честитки за поддршката, за навивањето и накусо на твое видување, она долу на теренот, како го види да ни го објасниш. Па како што кажа, вече денеска си тие што беа на теренот херои, ние бевме тука само да ги поддржиме. Они тоа што го прават се надчовечки напори. Значи сите знаеме во каква ситуација е Вардар, каква ситуација се тие самите. Тие смогнаа сили да дадат се од себе и покрај тоа што не се доволно припремени, се гледа, нема доволен период за физички припреми. Меѓутоа желбата и мотивите беа пресудни. Очигледно е дека младиве вардарци последниве десетини минути имаат тешки нозе. Можеме ли вака малку и навивачки, а меѓутоа и реално да очекуваме и малку подобра физичка подготвеност и уште подобри игри, подобри резултати на Вардар во продолжение да останеме на тој прволигашки колосек? Ја мислам дека како ќе поминува времето, така формата ќе иде во нагорна линија. Тоа и тренерите може да го кажат подобро од мене и добро ќе ни дојде да има некоја пауза репрезентативна за да ги смогнеме сили и да дојдеме до зацртаната цел, а тоа е пласман во првата лига, директен пласман. Така, ете на патот на таа цел кој Вардар и екипата на спортскиот магазин Скок, нашиот YouTube канал, продукција на Скок, кој оди на YouTube каналот Милче Доргутов, поддршка за комитите, поддршка за Вардар, остануваме со вас, остануваме до крајот на оваа сезона и очекуваме, се надеваме и веруваме дека Вардар до година ќе игра во првата лига. Благодарам.
Вардар.